Добро вечер во емисијата 360 степени на Алса ТВ, што ќе гледате вечерва. Како членството на ВМРО ДПМН ја разбира пораката на лидерот Мицкоски дека секој сам треба да реши што ќе прави на 30 септември. Јас не би излегол и не го поддржал договорот помеѓу Грција и Македонија. Не гласаме ние. Ние името си го сакаме. Оти треба некој да плате за тоа што ќе менјам лична карта, кој ќе плати тоа? Влеговме и во автобусот Бојкотирам. Ајде песта, пушти ја појака музиката. За Македонија! Од аспект на нашата партија ние имаме јасна алтернатива, членство со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија. Стоиме ли на референдум? Дека е јако. Така е. Дали сметате дека вашата партија и луѓето се спремни за европскиот чекор и дали има европските вредности? Ќе дојде кам шикар кој што ќе не среди како народ и како граѓани, како луѓе. И тоа така стварно го мислам, символично. Me 30 år, då vill ni... Vi har inte dalt, men det är först för den bästa bensinen bilen. Und wir erwarten von allen Verantwortlichen auch Korruptionsvorwürfe im Sinne der Rechtsstaatlichkeit auszuräumen. Интервју со германскиот министер за Европа Михаел Рот. Вреди ли да се биде членка на Европската унија? Почетни елементи су били негативни, jer je Hrvatska ušla u najgorem trenutku u jeku ekonomske krize u Europsku uniju. Međutim, u zadnje 2 godine se situacija ekonomska dosta jasno popravila. Репортажа од Хрватска. Господа, се слушаме. Првата теза на Александар Николовски беше дека Саботажа. Кратка пауза, па се враќаме. Во медиумските референдумски хроники фокусот е на трибините што се одржуваат и пораките на политичарите од нив. Вечерва правиме делумен дефокус за да ви го покажеме оно што најчесто не го гледате. Атмосферата пред и по партиските собири и ставовите на граѓаните. Почнуваме со карваните во поддршка на референдумот. Во центарот на Кичево несекојдневна раздвиженост пред трибината за Европска Македонија. Некои завршуваа лични обврски, други опуштени на кафе, трети чекаа да заврши работниот ден. Дел застанаа пред камерата да го кажат ставот за предстојниот референдум. За мене лично немаше му да ја се пензионирам, а за младиве, за децата, за внуците, за децата помлади, за нив. Сум била за ВМРО и за ВМРО ќе гласам. Да останите Македонија како што сти била. Што ќе изгуби Македонија, што ќе доби во врска со тоа. Секој еден граѓанин додека не се запознае со овие ситни, меѓутоа крупни чинови, во дилема е народот. Сега некој да, некој не. Можно е да, можно е не, ќе видиме. Зависи од околностите, зависи од све. Постои можност да бойкотираме, да излезиме да гласаме за, да гласаме против, значи се уште не сме решили. Откако падна мракот, до израз дојдоа ротациските светла од полициските автомобили, кои го обезбедуваа просторот за пристигнувањето на премиерот Зоран Заев. Стоиме ли на референдум? Дека е јако. Така е. При прошетката по градот, Заев се поздравуваше со кичевци, правеше селфи со нив, а најде време да влезе и во продавница за спортска опрема. Добро вечер. Овие тук се продават? Колку пари? Било 790. Но тогаш се случи малер, откажа Барко читачот. Секој пат може рачно. Да. Што му? Добро. Марфи е закон. Ама не сакате што ќе да работи. Ова до сега не се случило. Нека се заврши процесот до крај, море. Да, до крај. До крај ќе се почекаме. Во пробиениот термин за почеток на трибината, на плоштадот веќе го чекаа граѓани, кои по неговиот говор очекуваат топката со прашања и недоумици да им ја препушти ним.
Во 40-минутни одговор, Заева Мултиетничко Кичево зборуваше за историската важност на референдумот. Повисоки плати, помала корупција, отворен пат кон европските пазари, модерно здравство. При прашањето од публиката, Заев се соочи и со скепса и критика. Дали сметате дека вашата партија и луѓето се спремни за европскиот чекор и дали има европските вредности? Кога да се вратам тука дома, ништо не е променето и се уште е постаро. Една од желбите што ја имаме сите е со доаѓањето на Европа, со отварањето на поглавјата, со сите овие критериуми кои што ни се ставени, е да почнеме и европски да се однесуваме. И мојата партија, но пред се и сите граѓани во Македонија. И гледате дека денеска е отворена дебатата, затоа што сум рекол дека ќе дојде кам шикар кој што ќе не среди и како народ, и како граѓани, и како луѓе. И тоа така стварно го мислам, символично. Под двочасовната трибина рефлекторите се изгасија. За 2 недели на 120 избирачки места во оваа општина, 50.027 гласачи ќе кажат што мислат за поставеното референдумско прашање. Manastiri gjatë Durkendit ishte një koqiri shumë mysafirëve. Kush erdhi për argëtim, kush për të bërë pazar, kush për të shëtitur në rrugën e gjerë. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në agjend kishte manastirin, nga ku kërkoi mbështetje për referendumin e 30 shtatorit. Kryetari Ali Ahmeti erdhi madje gjysmë ore para takimit, pothuajse në përgatitje i zurin i koqirët. Dhe derisa ishin duke u kryer përgatitjet e fundit, lideri priste në një kënd me kafe. Qytetarët erdhën në kohë. Besoni se referendumi ka me kalu, referendumi 30. Po, pa tjetër. Ka me kalu bashk me gjithë shqiptar, Macedon, pa marrë parasysh. Kudo që janë në Macedon. Ahmeti në sallë u prit me duar trofiqe, ndërsa një qytetar i dhuroi një libër. Nuk arritëm të vërejmë se cilën. Nga foltori Ahmeti tha se ka kontakte me partit opozitare maqedonase dhe se në pyetjen e tij se cila është alternativa për Maqedoninë, ata nuk ishin përgjigje. Jashtë aleancës, jashtë bashkimit evropian, sigurisht që historinë e kthejmë pas. Dhe unë me këtë rast dhe doja të uroj për një iniciativë të përbashkët në shqiptarëve dhe maqedonasve, që jemi bashkuar për një qëllim të përbashkët në këtë referendum. Të pranishmit në tribun i pyetëm nëse dhe cilët porosi janë të pranueshme nga politikanët. A thua manastiri dhe manastirasit si ftimi e Greqin e kuptuan porosin. Manastirasit kuptuan ku janë, i bindi manastirasit se ku janë, ku duhet të shkojnë, cilët rrugë duhet të kalojnë dhe ku të arrinë. Me 30 shtator, do të dilni... Unë do të dalë, me gjithësisht që fluturojmë mbi shtëpinë time bile. Edhe bëj një apel të gjithë qytetarëve që të dalin masovikisht në referendum, sepse me të vërtet referendumi do na sjellë një ardhmëri më të mirë. Me votën tonë, me daljen tonë në këtë referendum, neve e hapim dritën përveç tonë generatave tona dhe generatave që ka vinë në të ardhme. Edhe për skaj asaj që tribuna ishte në gjuhën shqipe, në sallë kishte edhe Maqedonas, të cilëve nuk ju desh përkthim për ta kuptuar porosin për Maqedoni stabile dhe jo të izoluar. Svakako da kesi na 30 septembri kad se glasa za, da se podrži zato što nema druga alternativa osim влезот во НАТО и Европската унија заради безбедноста, стабилноста, просперитет на земјата. Për një orë jo të plota, mbaroi tribuna e Bashkimit Demokratik për Integrim në qytetin që është 16 kilometra nga kufiri me Greqinë, antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Skenografia filloi të mblidhej për destinacionin e ardhshëm. Во Штип за време на вчерашниот протестен марш ги прашавме членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН како ја разбираат пораката од лидерот Христијан Мицкоски дека секој сам треба да реши како ќе постапи на 30 септември. Кога ќе ви се појави равенството недела плюс Штип, знакот за еднакво обично ќе ве одведе до резултат, одмор и пастрамајлија.
Но оваа недела беше исклучок од тоа правило. Штип беше полн од други причини. Цел на собирот, протестен марш на ВМРО ДПМН, своевиден одговор на кампањата на власта. Причина – револт поради предстојниот референдум. Главна улога – Христијан Мицкоски, кој пред неколку дена им порача на граѓаните според својата совест да одлучат што и како ќе прават за референдумот. Како тие ја протолкуваа неговата порака. Не гласаме ние. Ние името си го сакаме. Оти треба некој да плате за тоа што ќе менјам лична карта, кој ќе плати тоа? На мене вработен ли сам? Ја питат ли ме некој дали сам вработен или не? Јас ќе бойкотирам, нема да излезам на референдум. Не го признавам овој референдум. Не е валиден овој референдум. Како ја разбирате пораката на господинот Мицкоски секој сам да одлучува? Тоа е добро, секој сам да одлучува, ама треба да го поддржаме господин Мицкоски. Време е да се запре за АФИ компанија. Не е добро државата да го продаде имот. Јас не би излегол и не го поддржав договорот помеѓу Грција и Македонија, затоа што мислам дека е штетен, дека се брише нашата историја, нашиот идентитет и нашиот јазик. Така да не би го поддржав и не би излегол да гласам ниту за, ниту против. Ја не гласам. Вој за Македонија срамота е. Неизбежен декор и овој пат беа обележјата карактеристични за патриотските здруженија. Низ штипските улици маршираа лица кои јавноста добро ги памети. Поранешни функционери и експерти, но и еден реформатор. Сепак помеѓу сите нив не го забележавме Митко Јанчев, потпредседател на партијата, градоначалник на Кавадарци и човек кој изјави дека треба да се излезе и да се гласа на референдумот. Надвор од камерата, на собраните коментираа дека Јанчев немало да биде пречекан со овој одушевување. Додека едни маршираа, за други ова како да се случуваше во некој друг град. Кафулињата и пијачките беа поинтересни. Стотиците граѓани го наполнија центарот за да ја слушнат првата порака на Мицкоски откако референдумското прашање го препушти на нивната совест. Реториката и партискиот фолклор не се разликуваа во однос на настапите и собирите во претходните години. Но она што е поразлично е што симпатизерите на собраните многу послободно и поотворено одговара на новинарските прашања. Она што на многумина ќе им остане во сеќавањето е еден гест на Мицкоски, кој откако порача дека лидер треба да знае да клекне пред членството, тоа и го покажа. Со промената на раководството се чини се променија и некои навики, па симпатизерите кои беа навикнати да слушаат говори со часови, вчера може да им се препуштат на пастрамаилиите и штипското гостопримство, веќе по само 1 час. Влеговме и во автобусот што отворено пропагира бојкот на референдумот. Еве како изгледа еден ден со кризниот штаб под раководство на Јанко Бачев. И додека едни се за, а други без јасен став, овој така наречен кризен штаб е за бојкот на референдумот. Обединети се повеќе здруженија, но предводник на терен е партијата Единствена Македонија. Приврзаниците на движењето Македонија бојкотира се обидуваат да ги убедат граѓаните од цела Македонија да го бојкотираат референдумот. Заедно со нив екипата на 360 степени тргнува во Битола, Могила и Новаци. Брендираниот автобус се исполни до последното место. За Битола тргна и лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев, но со автомобил. Во автобусот се евидентираше присуството. Беше тивко, се додека на репертоарот не дојдоа патриотски песни. Ајде песна, пушти ја појака музиката. За Македонија! Пензионерот Душко Дојчиновски не доби поддршка од останатите, кои негодуваа за снимањето иако бевме уредно најавени. Дојчиновски вели дека нема друга опција освен бојкот. Тие треба да го прифатат нашите уставни име, пошто Америка не призна по тоа име. И што сака сега тие американски политичари што доаѓаат од Европа, од Америка, ова, да вршат притисок за ние да го смениме името. Душко не крие дека е член на ВМРО ДПМН, но и дека е разочаран од актуелниот курс на партијата. Јас сакам со лидер на партија, а не предавам државата што сака да биде. И тој како таков, како повереник, како избран од партијата, тој мораше да рече бојкот. По 3 часа пристигнавме во Битолско. Од автомобилот на Бачев се развиори знамето со сонцето од Кутлеш. Прва на агендата беше општината Новаци. Ново село Дедебалци, каде требаше да се држат говори, беше празно. Причината била фудбалски надпревар.
По неговото завршување, настанот почна. Знаете што треба да направите на 30, не треба многу да се кажува. Знам дека тука во ова село има патриоти, сакаме да останеме своји на своето, вака неделно да се дружиме со фудбал, тука да се седиме. Немој да ве лажи Зоран Заев дека тука некаде на граница, на Табановце чекаат милиарди евро од Европската унија и само треба да го смениме името и ќе нагрнат пари тука и сите ќе бидете среќни, богати и весели. Поговорите, публиката без коментар. Ама вие го слушавте говорот. Што мислите? Да кажам, оди не сум расположен со друга, оставя моментално за. Кризниот штаб продолжи за Могила, со истата иконографија. Посвестете се и седете си дома. Значи едноставно ве повикувам да си седите дома, воопшто да не излегувате на тој така наречен референдум. Жителите на Могила говорите ги слуша од дистанца. Јас ги слушам ови, ајде бойкот. Дај нека кажи оној што после. Што мисли после тој? Од угоре е високо од лаво, кај ќе ме после? Не излегваме, не гласаме. Немам одговор, не знам што да ви кажам се. По 15 на минути собирот заврши. Централниот митинг беше во Битола на широк сокак. Освен што се зголеми посетеноста, и жестината во говорите го достигна врвот. Пред публиката гореше и договорот за името. Дел од битолчани слушаа, но велат дека сами ќе одлучат како ќе постапат. Ги слушаме сите пораки од дипломатите странски што доаѓаат и од нашите политичари и секако со сопствен разум ќе си размислиме и ќе донесеме одлука. Ќе гласаме за. Зошто? За подобра Македонија и днината кај ја гледаме. Се знае. Нормално не гласаме, не буде, нема потреба да гласаме. Зошто сметате? Како? Зошто така сметате? Зашто не македонци ние, не сме предавници. Како се вика Канада? North America. Бразил како се вика? South America. Што има врска ние да се викаме дали Јужна Македонија или Северна Македонија, Македонија да сме. По митингот следуваше прошетка по широк сокак. За Јанко Бачев нема дилема дека референдумот ќе пропадне, а вели дека има и алтернатива. Како не нудиме алтернатива, секако ја не сакам да зборувам да не се злоупотреби, бидејќи ние сме кризен штаб во кој членуваат повеќе од 70 организации, а ако од аспект на нашата партија ние имаме јасна алтернатива, членство со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија, ако не е тоа алтернатива, што е алтернатива? Автобусот бойкотира, го продолжува својот пат низ Македонија. Најмоќната земја членка на Европската унија, Германија, реши целосно да се вложи за успех на референдумот. Министерот за Европа Михаел Рот во краткиот разговор со Владимир Мирчевски изразува надеж дека и во македонскиот и во грчкиот парламент ќе има мнозинство за финализирање на процесот за името. Es ist nach 27 langen Jahren des Streits mutigen und ambitionierten Politikerinnen und Politikern in Athen und Skopje gelungen, einen Kompromiss zu schmieden, der nicht nur eine Bedeutung hat für Mazedonien selbst, sondern Bedeutung hat für ganz Europa. Es ist ein wichtiger Beitrag zu Versöhnung, Partnerschaft und Kooperation in einer fragilen Region. Und am Ende ist es die klare Vorbedingung für einen Beitritt der Mazedonierinnen und Mazedonier zur NATO und zur Europäischen Union. What is your assessment and information? Is there going to be required majority both in Macedonian and Greek parliament to complete the whole legal process concerning the agreement over the name issue? So far in Macedonia, approximately 9 votes are missing out of the required 80. Ich kann nur an alle appellieren, Parteien und Abgeordnete in beiden Staaten ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Hier steht viel auf dem Spiel. Es ist ganz viel erreicht worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass am Ende des Tages ein so wichtiger historischer Schritt an wenigen Stimmen in den Parlamenten scheitert. Also was jetzt wirklich gefragt ist, ist Mut und Verantwortungsbewusstsein.
Und da bin ich ziemlich optimistisch, dass die große Mehrheit der politisch Verantwortlichen sowohl in Skopje als auch in Athen dieser historischen Verantwortung gerecht zu werden vermag. Lately, several corruption cases were made public concerning some representatives of the government. Will the government in Berlin continue to be vocal over the rule of law, or will it take some kind of, let's say, stable approach, like in the time of Nikola Gruevski, in the era of Nikola Gruevski, or especially like what it was the approach of the European Commission in those days, concerning the rule of law? Die Europäische Union ist in erster Linie nicht ein Wirtschaftsprojekt. Sie ist vor allem und zuerst eine Wertegemeinschaft. Und diese Werte binden alle. Und ich weiß, wie beschwerlich es ist, diese Werte zu leben und konkret umzusetzen. Das sind Demokratie, das ist Rechtsstaatlichkeit, das ist der entschiedene Kampf gegen Korruption, das ist die Unabhängigkeit der Justiz, das ist Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, das ist die strikte Achtung der Menschenrechte und der respektvolle Umgang auch gegenüber ethnischen, religiösen oder kulturellen Minderheiten. Und da gibt es für die Staaten des Balkans, die ja eine Perspektive haben, der Europäischen Union beizutreten, keinerlei politische Rabatte. Und wir erwarten von allen Verantwortlichen auch Korruptionsvorwürfe im Sinne der Rechtsstaatlichkeit auszuräumen. It's clear that the idea of border readjustment or border withdrawal is not just considered as a possible solution just between presidents of Kosovo and Serbia, but it's also been mentioned by some representatives of the US administration and also by, let's say, European Commissioner Hahn. What will Berlin do if things go in that direction about a possible solution that would involve border withdrawal between Serbia and Kosovo? Ich bin erstmal sehr dankbar dafür, dass man neue Kreativität aufwendet, um eine Lösung zu finden, die ja zwingend ist. Ohne eine Normalisierungsvereinbarung zwischen Pristina und Belgrad kann es keine Fortschritte geben, auch auf dem Weg Serbiens in die Europäische Union. Und es ist der Schlüssel für eine Versöhnung. Natürlich ist es legitim, dass wir diese unterschiedlichen Vorschläge auch auf den Tisch legen und ernsthaft prüfen. Aber der Ministerrat hat im Lichte der Debatte entschieden, von einer solchen Lösung, wie Sie sie skizziert haben, Abstand zu nehmen. Ich halte sie für sehr gefährlich. Der westliche Balkan ist eine Region, in der ein klares Signal gesendet werden muss. Versöhnung ist möglich und die Zukunft der Gesellschaften liegt in multiethnischen, multireligiösen und multikulturellen Ideen und Konzepten. Ich sehe keine Lösung darin, jedenfalls keine nachhaltige Lösung, Ethnien voneinander zu separieren und die Grenzen neu zu ordnen. Die Region ist nach wie vor fragil und im Untergrund schlummern noch dunkle Kräfte und die sollten wir jetzt nicht bestärken, indem wir die Instrumente der 90er Jahre als tauglich ansehen, um die Probleme der Zukunft und der Gegenwart im 21. Jahrhundert zu lösen. Thank you very much. Dankeschön. Thank you. Што добива Македонија од потенцијалното членство во НАТО, а што се доведува во прашање ако пропадне договорот од Преспа? Одговара високиот функционер во Алијансата, Джеймс Сапатурај, кој за време на самитот во Букурешт беше портпарол на НАТО. What's the upside? The upside, as far as I can see, and I speak also, as a Canadian because my country benefits also, is stability. And in this region, I think stability is really a precious thing, and it's stability for the long term. It is the shared commitment to each other's security and to defend and secure each other. It is a seat at the top table of international diplomacy, so this country will have a say in what all of us in NATO do. It is a better investment climate, so I'm quite sure that this country will see, like your neighbors have seen, more investment, because companies know that with that stability, they have an environment in which they can successfully invest. And by
being within this NATO family, it will be a platform for this country to contribute even more than it already does to international security. We're very grateful for the contribution of soldiers from this country in Afghanistan. I've seen them myself and they do a fantastic job, and we're really grateful for that. If it doesn't happen, what we are quite convinced of is that this door will not open again for quite some time, for the foreseeable future. And this will be an historic moment lost for the future of young people and older people as well to join the Euro-Atlantic community fully and benefit from all the benefits that I mentioned before. So we don't think this door will open again for quite some time. Вреди ли да се биде членка на Европската Унија е работниот наслов за репортажата од Хрватска, најновата држава членка на ЕУ. Никола Здравковиќ. Кога на квиз со асоциации би ви се појавиле поимите прекрасни острови, плодна земја, убава музика и светски вице-шампион во фудбал, нема да ви требаат повеќе од 5 секунди да ја пронајдете Хрватска. За македонските граѓани, Хрватска е и поголем брат со кого некогаш ручале на иста маса, спиеле под ист покрив. 30 години подоцна, Македонија и Хрватска би можеле повторно да бидат дел од исто семејство, овој пат под друго знаме и име – Европска Унија. Хрватска веќе 5 години чекори во чевлите кои Македонија, барем засега, само ги гледа во излог. Привилегијата, но и обврската, Унијата да стигне до секоја хрватска уличка, ја има главниот град Загреб. Од 2013-тата хрватските граѓани се дел од европското семејство. Тие се уште се посиромашни од жителите во постарите и посеверни земји членки, но стандардот им расте. Во 2005 година, кога почнаа преговорите со Унијата, бруто домашниот производ по глава на жител изнесуваше 8460 евра. Во 2013-та, кога Хрватска влезе во Унијата, БДП-то беше 10.293 евра, за лани да достигне 11.882 евра по жител. Растот на економијата е проследен и со раст на платите, од просечните близу 600 евра во 2005-та до близу 850 евра за август оваа година. Тоа се бројките, но што велат граѓаните? Значи ти ако имаш неки 400-500 kuna ili 1000 kuna, ti možeš da jedeš čitav mjesec. Može se dobro živjeti u Hrvatskoj ko radi, samo treba raditi. Neko može, neko ne može. Većina zapravo ne može sa plaćom doći na kraj. S obzirom da ste vi opterećeni sa kreditima i sa školskom djecom, tako da je jako teško. Godinama ovoga skoro da je sve bolje i bolje. Помеѓу загребските паркови, плоштади и солитери, за место во општеството се бори 27-годишниот Ведран Анушиć. Првата искористена придобивка од членството во Европската Унија за него била образовна, откако преку Еразмус програмата дел од образованието поминал надвор, решил животот и кариерата да ги гради дома. U Hrvatskoj, nažalost, i dan danas je situacija da dosta ljudi živi na način da povežu mjesec do mjeseca. Ne bih rekao da su gladni, da nemaju ali da ne mogu si priuštiti nikakve ekstra godišnje, nikakve ulaganja u stanove, automobile, nekakvu bolju budućnost, da to nije vezano uz kredit i nekakvu tu dužničku situaciju. Аналитичарот Жарко Пуховски го разбира разочарувањето, но вели дека членството во Европската Унија дава и оптимизам. Например, од 2013-тата за речиси 10% е намалена невработеноста. Ono što se nije ispunilo jesu naravno bili nerealni snovi o tomu da će odmah sve biti bolje, da će milijarde teći iz Brisla i tako dalje. Početni elementi su bili negativni jer je Hrvatska ušla u najgorem trenutku u jeku ekonomske krize u Europsku uniju. Ekonomija je trebala neko vrijeme, barem godinu dvije, da se pripremi, iako se znalo da idu na veliko tržište. Međutim, u zadnje 2 godine se situacija ekonomska dosta jasno popravila. Хрватските граѓани не видоа милиарди во почетокот, но можат да ги видат сега. За развој во периодот 2014-2020, Хрватска од Унијата има на располагање 10,7 милиарди евра.
Од сефот во Брисел, парите во Хрватска прво пристигнуваат во касата на Министерството за регионален развој и фондови на Европската Унија. Со само 9% искористеност на овие средства, земјата доскоро беше предпоследна, оставајќи ја зад себе само Малта. За сега да биде веќе на 53%. Od tih 10,7 milijardi eura došli već na 5,6 milijardi ugovornih sredstava. Naravno, mnoštvo je projekata u provedbi, nije to jednostavan proces, neki se projekti provode i po 2-3 godine, tako da taj dio sa plaćenim sredstvima malo kasni, ali ja mislim da ćemo sad u ovoj 2018. godini, pogotovo u drugoj polovici i u cijeloj 2019. i sa tim iznosima plaćenih sredstava značajno napredovati. Ono što je jako važno, znači postoji svjesnost da su sredstva tu, to sad prepoznaju dakle, i poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici, to prepoznaju dakle, i državna poduzeća, to prepoznaju općine, gradovi, županije, dakle kompletan sustav lokalne, područne, odnosno državne razine to prepoznaje, jako je puno spremnih projekata i zbog toga su nam se postupci značajno povećali. Иако со членството во Европската Унија порасна економијата, земјата се соочува и со негативни последици. Најстрашната е иселувањето. Ако во 2013-тата од Хрватска си заминале 15.000, а се доселиле 10.000 лица, лани бројките се полоши. Се доселиле 15.000, а си заминале 47.000. Или само лани, државата загубила 32.000 жители поради миграција. Земјите членки имаат право најмногу 7 години да им го ограничат пристапот на државјаните на новите членки на пазарот на работна сила. Кон хрватите тоа се уште го применува само Австрија, а остатокот од пазарот е целосно достапен. To se događa svugdje. To se događalo i Poljskoj, i Češkoj, i Slovačkoj, i Mađarskoj. Događalo se dijelom i u Sloveniji, pogotovo u Bugarskoj i Rumunjskoj, događa se i u Hrvatskoj. Granica nema, svatko je, dakle, kovač svoje sreće, tako mi kažemo u Hrvatskoj, i gdje se već sad priprema, dakle, nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine i što će sigurno doprinijeti, dakle, da se dobar dio mladih ne odlučuje za odlazak nego za ostanak, a da se dobar dio one koji su otišli još prije vrate u Republiku Hrvatsku. Мали плати или нешто друго, зошто младите често хрватскиот пасош го комбинираат со билет за странство во еден правец. Ne samo zbog novca, ne samo zbog zaposlenja, otišli su mnogi ljudi koji su zaposleni, bili u Hrvatskoj koji nisu imali loše plaće, nego zato što je čišća situacija, profesionalni kriteriji su jasni, može se vlastnim kvalitetama lakše uspijevati. U Hrvatskoj vlada osjeća da se tu radi o nepotizmu, o familijarnim utjecajima, o lokalnim dogovorima i o strankama, dakle, koje svoje ljude guraju. Ja bih rekao da su mladi očekivali najviše i nadali se puno većoj razini rješavanja korupcije u društvu. Ja mislim da svi smatramo to nekom rak ranom svog društva i da imali su neku dozu optimizma da će se možda stvari preporoditi, krenuti sve na bolje, sad će sve biti zdravo, čisto, iskreno ili barem dobro organizirano, disciplinirano, što se nije dogodilo. Чувството на Ведран во потврда го преточува Давор Генеро, во балкански рамки еден од најпочитуваните хрватски аналитичари. Prvo što se izigralo nakon pristupanja Europskoj uniji su upravo neka od tih antikorupcijskih pravila i djelotvornost nekih od institucija koje su uspostavljene. Na primjer, nikad nije provedeno pravo Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa da provjerava sve bankovne transakcije državnih funkcionara, da sravnjuje njihovu imovinu sa njihovim prihodima i da ako uoči rizik korumpiranosti, to tijelo ima pravo državne dužnosnike pozvati da podnesu ostavku i na taj način spriječiti nekakvo zatvaranje korupcijskog kruga. Иако справувањето со корупцијата е внатрешна задача на секоја држава, Европската Унија преку одредени механизми се труди да ги заштити парите наменати за граѓаните, особено кога самата дава голем дел од тие средства. Европска Унија tu primjenjuje jednu relativno pametnu soluciju
a to je da financijski pomaže informatizaciju procesa javne nabave, centralizaciju procesa javne nabave, povećanje transparentnosti javne nabave, a ne toliko da kažnjava naknadno nekakvu postojeću korupciju. На властите им предстои враќање на довербата кај младите, но и правилна работа со парите од Унијата. Темата станува се почувствителна откако и во Хрватска се појавија евроскептици во опозицијата, со теза дека Загреб многу повеќе дава отколку што добива од Брисел. To definitivno nije istina. Naravno da svaka članica Europske unije sukladno veličini svog državnog proračuna uplaćuje određena sredstva u proračun Europske unije. Ono što je jako važno naglasiti, pogotovo u svezi ovog pitanja, znači Hrvatska je u debelom plusu u odnosu na korištenje europskih fondova, zato što dakle ono što Hrvatska uplaćuje se značajno dakle povećava u povratu. Znači ono što Hrvatska uplaćuje, dakle naravno taj odnos uplata i povrata sredstava sa godinama raste. 80% svih javnih ulaganja u posljednje 3 godine je bilo zahvaljujući europskim fondovima. Средствата кои Хрватска досега ги примила претежно се користат за помалите средини да можат да му парираат на Загреб, но еврофондовите не го одминуваат ниту главниот град. Зданието зад мене е Загребскиот клиничко-болнички центар Ребро. За негово напредување и осовременување искористени се нешто над 7 милиони евра европски пари. Од европските фондови искористени се и средства за унапредување и на болниците Меркур и Свети Дух. Во двата случаи се работи во евра изразено за повеќе милионски инвестиции. Податоците на хрватските институции велат дека најмладата членка на Унијата ја оставаме со крвна слика подобра од онаа пред 5 години, но со мноштво работи што допрва треба да се поправат. Оттаму враќаме и папка со искуства, која бара темелно проучување. Зашто? Брисел нуди шанси, но треба да се сака и да се знае како да се искористат. Ке направиме уште една пауза, а по неа е саботажата. Следува сатиричниот коментар на авторот Сречко Поповски. Мајсторството на професорите е да се измислуваат кованици кои за да бидат поинтересни никој нема да успее да ги разбере. Еден од нив на маестрален начин конструира состојба и дефиниција за две работи одеднаш, спојувајќи без никаква логика познати фрази за камелеонството кое предполага вртење од таму каде што дува ветрот и за сигурноста и за лежерноста, чија асоциација е накривувањето на капата. Видите, поголемиот дел од нив одат се ја вртат главата, знаете како викат капата му се врти таму кај што дува ветерот. Ако капата се сврти кон ветрот, тогаш таа сигурно ќе одлета од главата. Услови кога земјата е на политичка ветрометина, реално е опасноста дека различните струења во јавноста, наместо конструктивна атмосфера, ќе придонесат тоа што се наоѓа под капата да биде тотално шашрдисано. Зошто не им кажавте дека стратешката цел на ВМРО-ДПМН не е Европска унија и НАТО? Зошто се негира? Господа, се слушаме. Нели за договорот ќе зборувавте, Александар? За договорот зборувам. На секое прашање имате нов одговор. Скопјаните не треба да мислат дека Грција и Западот договорот желба. Јас би сакала однос на договорот. Не, во однос на договорот јас сега треба да кажам. Првата теза на Александар Николовски беше дека ако е целта да ги Господа, ако е целта да ги збуните граѓаните, се надевам дека успеавте во овој момент. Јавноста не ја збунуваат само непродуктивните вербални дуели, туку и чудните аргументи со кои се бранат проет контра тезите. Особено оние кои што в раце ги имаат сите средства за да го спроведат тоа што се бара од нив, ама признавајќи дека не сакаат да ги користат, очекуваат некој друг, во нивно име, па дури и за нивна сметка, да ги стави во функција. Ни треба камшикар. Ни треба некој од ЕО и НАТО да дојде овде и малку да не подсреди. Сите од мене на чело, па надоле сите.
Склоноста кон екзибиционизам изгледа станува политички мейнстрим, па шоуто кое ни се приредува веќе почнува да се граничи со добриот вкус. Политичката сцена наместо со ставови аргументи е пребукирана од аматерска театралност, поетска патетика и паѓање клекум, кој наликува на се, само не на драматично најавената понизност. Ако председателот и лидерот не клекне пред луѓето кои што ја следат каузата и идејата за Република Македонија и за независна Република Македонија, тогаш не ја заслужува нивната доверба. Ова навидум сериозна порака не е ништо друго освен памфлет со кој се манифестира политички егоизам, бидејќи тој што клекнува треба да ја покаже својата покорност, а не со кренати раце да го прославува гестот и овациите кои тој ги предизвикал. Слична е состојбата и со оние кои забележуваат на дефилирањето на светски политичари кои денови ја окупираа Македонија. Во неможност да најдат адекватен одговор и во недостиг на авторитети од таков карактер, тие се приморани, гласно, торжествено и лажно, да ги прикажуваат како такви државници, скапоплатените советници на ВМРО ДПМН и на Груевски. Джейсон Мико, македонски сенатор кој од Соединетите Американски држави допатува во Македонија за да ја сподели љубовта со македонците. Господине Мико, вртителу македонски, повелете! И на крајот, за оние што навистина сакаат да ја довардат Македонија. Односно, ако се отниеш кои се против договорот, се навистина мнозинство, тогаш немаат потреба да бойкотираат. Ако се навистина мнозинство, може да излезат и да го победат договорот на референдум. Единствената логика во бојкотот е, ако знаете дека сте малцинство, па го користите бојкотот како малцинство, да го спречите мнозинството да ја спроведе сопствената одлука. Камшикот постојано треба да игра, како што и политичарите се безусловно должни да им се подчинуваат на граѓаните. Едното се прави тогаш кога таа не се подчитува, а другото кога таа се уважува. Одлуката на граѓаните. 360 степени завршува, налсад следуваат вести. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно.